Македонската економија се наоѓа пред едно од своите најголеми искушенија од осамостојувањето. Многу умина ќе кажат дека дека кризата во која се наоѓаме, економската криза не е ништо ново за нашата држава и дека ние уствари сме немале период во кој државата не била во економска криза. Да, тоа е така, но и не е така. Изминатиот период имавме ситуација во која годиниве што поминаа беа исполнети со големи искушенија заради тоа што поминувавме од криза во криза, почнувајќи од кризата со корона, потоа имавме криза со енергијата, а денеска живееме со кризата која настанува како рефлексија на она што се случува во Украина. Мислам дека светот никогаш не бил под поголемо искушение, особено Европа. Пазарот на кој ние како држава сме ослонети многу. Она што сакам да кажам дека економијата се наоѓа пред навистина тешки искушенија и е донесена до ивица на прегрејување. Прекинати се традиционалните извори на енергија, прекинати се ланците за снабдување, намалена е побарувачката, а на светот во периодот што следува изгледа ќе му се закани и голема криза со храната. Сето ова упатува на потребата да се биде многу рационален, да се менаџира со ресурсите и не е случајно што и најголемите светски економии, почнувајќи од Германија, повикуваат на рационално однесување кон изворите, кон ресурсите, рационалното управување со сите можни извори на економијата, со што дури малку смешно делува тоа дека повикуваат на штедење. Навистина на светот му треба мега штедење заради тоа што се наоѓа во ситуација во која оваа криза мора да биде премавната во многу кратко време. Ние во Комората ова го видовме многу рано и како и секогаш пристапивме на решавање на проблемот многу прагматично. Правевме анализи, викавме експерти, правевме согледувања, размислувавме и еден дел од тие согледувања се конципирани во нашите приоритетни обврски кои се однесуваат на нас, на чинителите на економијата, но секако и на државата, која има потреба да се осврне на тие случувања. За нас, во Комората е важно да државата се однесува навистина како да е во криза. Нас ни треба однесување на државата која ќе подразбира дека ќе имаме потреба да имаме дури и кризни штабови и штабови кои ќе помагаат да се преживее овој период, заради тоа што ако нешто треба да успееме не само да го заштитиме стандардот на луѓето, него и да зачуваме економијата за подолг период. Мислам дека не треба да потенцирам дека на државата и се потребни нови извори на енергија, на државата и треба активна политика во делот на алтернативните извори на енергија, на државата и треба стратегија која ќе овозможи да компаниите го преживат овој период и створат услови за понатамошно функционирање.